Вторник, 7 ноември, кратки вести во 12 часот. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во однос на автопатот Охрид-Кичево рече дека пред извесен период правеле анализи бидејќи се работи за проект кој што траел предолго време и во кој се јавиле големи проблеми до денес и во самата реализација. Како одговор на влада треба да преземаме дополнителни чекори во насока на изнаоѓање на најдобрите решенија за завршување на овој автопат. Неговата изградба трае предолго. Во многу наврати сме биле и противници на моделот кој бил избран во тоа време да се започне со градба, рече Бочварски. Од Министерството за транспорт и врски вчера открија дека е ангажиран експерт за ФИДИК договори, преку кој треба да се обезбеди анализа на договорот, како и решенија за сите идни чекори на владата за реализација на овој проект и до крајот на годината ќе се донесе одлука со најсоодветно решение за завршување на изградбата. Полни 31 година вашето Супер радио, еден од најстарите приватни електронски медиуми во Република Македонија, е со сериозна музичка мисија пред себе, затоа што работи во градот каде секогаш се слушала и пуштала најдобрата музика. Својата приказна ја започна во ноември 1992 година, веднаш по осамостојувањето на Република Македонија, а денес го прославува 31-виот роден ден. Повеќе од 3 децении ја пополнуваме тишината во преубавиот Охрид. Се будиме, се радуваме и плачеме. Заедно ги прославуваме сите успеси и ги регистрираме неуспесите. Добрите ги поддржуваме, лошите ги менуваме. Заедно ги живееме нашите мигови во милениумскиот пат на местото кое е повеќе од град и многу повеќе од она што може да се помисли на прв поглед. Според сите анкети на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Супер радио е убедливо најдобрата, најслушана и највлијателната локална радиостаница во овој регион на Република Македонија. Потврда за успешната работа на радиостаницата дојде и од локалната заедница со доделувањето на Свети Климентовата повелба во 2017 година за досегашната успешна работа и придонес за градот. Детското одделение во рамките на општата болница во Охрид поради недостиг на педиатри работи само како дневна амбуланта, а децата во ноќните часови, во викендите и празниците на прегледи и за хоспитализации се упатуваат во болницата во соседна Струга. Охрид остана без болничко лекување за најмладите пациенти пред 2 години. Од тогаш во повеќе наврати од Министерството за здравство најавуваа решение на проблемот, но во детското одделение во Охридската болница и натаму се вршат само амбулантски прегледи. Граѓаните во повеќе наврати преку медиумите апелираат да се изнајде решение за овој проблем кој може да има сериозни последици по здравието на најмладите. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува слаб југозападен ветер, максималната температура во Охрид до 18 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.